Добре дојдовте во 16-тото издание на политиканти.мк со мене Сашо Ордановски. И со мене Боријан Јовановски. Боријан, како што го слушате, не е он само зарипнат, туку е и многу далеко од Македонија. Таму е негде во сред Медитеранот, Егејско море. Кај си, Боријане, како рековме? Да, значи ова доаѓа нешто као западно од Родос на 1 сат со ферибот од Родос до Халки островото. Едно мало островче, сладко на баш во секаде како што рече во Медитеранот јужно. И тука сум да снимам, работам на многу интересна сторија, но прво тебе, Сашо, те вратам да се надоврзам и на мојата сторија. Ти си бил тука и го знаеш островото, ај сега кажи како го знаеш, па ќе ти кажам после за тоа што го знаеш понатаму. Па јас сум бил пред 23-4-5 години, тоа е негде крај на 90-тите. Знам дека има едно многу живописно така мало пристаниште пред кое имаше тогаш неколку класични грчки таверни, па едно брдо населено со разноразни мали грчки куќички и така натаму. Тоа во меѓувреме тогаш јас кога бев не беше кој знае каков туристички центар, сега претпоставам дека е многу повеќе тоа. Не, далеко од туристички центар и тоа е убавото. Тука живеат 250 луѓе постојани жители и нема ниту еден хотел. Не постои хотел, има неколку куќички кои се за издавање, така што тука, еве, од минатата година, за пример, се бројката на туристи нешто као рекорд е постигнато од околу 50.000 туристи во текот на целата година, што е за грчки услови, за стандардот на грчкиот туризам премалку. И тоа е убавото, уствари, на овој остров. Но да се вратам на суштината. Ти овде беше за Халки форумот, кој се одржуваше во тоа време, така? Да, во тоа време неколку години поред, барем јас бев поканет една година, доаѓаа луѓе од цела Европа и разговаравме за тоа докаде оди демократијата, кога демократијата се уште одеше нагоре. Сега кога во цел свет демократијата опаѓа оди надолу, не знам зашто вие разговарате таму. Сега ти кажем, и го прашав градоначалникот, денеска се видов со него, вечерва сум би на вечера со него. Ќе каснете некој рибче, предпоставувам нешто. Па, има, да. Халки форумот, вика, за жал веќе не постои. Неговиот претходник или не знам кој го, не знам како, но престанал да функционира како таков што го знаеш ти. Но градоначалникот вика, во тоа време тој форум постоеше и на тој форум се разговараше за иднината. Вика, сега ние ова тука што го правиме на Халки, ја правиме иднината. Уствари, ја материализираме. Од сите оние идеи што се разговараа, вика, на тој познат форум. И што се случува сега овде на Халки? Овде на Халки се случува од тоа што го викаат сега по светот енергетска демократија. Односно, тука е инсталиран еден соларен парк од околу 1 мегават, да не одлагам од тие детаљи бројки, но како и да е, жителите на целото острово сега се просто не плаќаат струја. Немаат, вчера една жена дојде со минус 50 евра сметка. Значи, државата и должи на неа 50 евра. Државата и должи на неа 50 евра. Еден собственик на една таверна, каде што вечера вчера вели 8.000 евра ми е помала сметката за сите трошоци. Знаеш, они имаат прилично големи трошоци, зашто мислам сите тоа го знаеме во Грција, да, еркодиштите трошат многу. Не е толку грејење, колку што трошат еркодиштите. Ево, сега да ти кажам, тоа е еден експеримент кој е направен овде на Халки, каде што е стварно целата заедница живее од тој проект, секој семејство или секој жител станува член на таа енергетска заедница локална и плаќа нешто као некоја чланарина од 200 евра годишно. И тоа, да, и тоа е тоа. И сега види, дополнително на тоа поставени се 5G мрежи, амбулантата е овде, ова што е телемедицина, значи може некој кој се наоѓа во нека критична состојба од цело тоа кој е во амбулантата, докторката веднаш препраќа
анализите кои ги прави топ специјалист во Атина, кој веднаш ја прави диагнозата и ако треба се пушта брод брз од Родос, кој за 15 минути тука и го зема пациентот. Или децата кои, например, не треба веќе додат на Родос, ако бидејќи има само еден кој е во гимназија тука, те не треба да оди во Родос, бидејќи е то телеобразование, ова дигитализирана варијанта која оди преку 5G мрежата која Vodafone, например, ја детонирале тука. Така што се случува еден експеримент на мало, нешто што би требало уствари да биде некаква иднина мејнстрим за некој, не знам, 50 години, а кај нас како да работите веројатно за 2 века. Но па да, за Морам да ти кажем, Боријан, дека јас го пампам Халки како едно прилично ветровито место. Чудно е што не одбрале да прават струја од ветерници, туку се решиле на сончеви колектори. Додуше веројатно инвестицијата е многу помала и поедноставно е сето тоа, бидејќи таму и зимови лето дува. Во моментот прават физибилити студија за тоа колку може да се произведе електрична енергија од брановите на морето. Тоа го прават сега. Така што, како физибилити студија. И го анализираат така што веројатно ќе преидат и во таа фаза. Како е да и грчката држава и Европската унија помагаат со сериозни пари да практично експериментираат тој тип на холистички концепти за тоа како би се живеело во иднина со помош на тие самообновливи енергетски ресурси. Така што многу интересно што во едно вакво село со 250 типично вака грчко село практично се случува иднината тука. Не знам како да го опишам, но за мене е едно големо доживување. Ќе кажеш и нешто повеќе следниот пат кога ќе бидеш со мене овдека во студиото, само да кажеме вака елементарно, значи од бранови се прави струја со тоа што се монтираат подвижни одредени мали централи кои што брановите ги движат одредени капаци кои што заради движењето произведуваат струја. Тоа е за овие што се дури поголеми лаици од мене за таа работа. Сега физибилити дали тие бранови кои постојат и така натаму кои се тука нели согласно сите временски услови, дали тие колку може да произведат и така натаму во таа фаза се така. Само да ти информирам, Боријан, чекаат голема делегација од Јужна Кореја, нели корејците исто имаат многу острови кои сакаат да дојдат на Халки да го видат ова целиот систем како функционира. Да. Само да те информирам, Боријан, дека како тија напушти државата, овдека дојде до невиден хаос. Судството се распаѓа. Ја стварно не знам дали да те пуштаме воопшто да си заминеш од Македонија, макар и на продолжен викенд, бидејќи нема како ќе отидеш ти така, овдека скандали е до чудо. Сега кога сум ја таму баш све мирно и се пазат сепак. Вика Боријан е тука, разговараме за идејата на енергетиката и така натаму тоа. Ние се муаветите кога сум таму, а вака ќе отидам и хаос. Во меѓувреме во судскиот совет овдека се случуваат стварно, ја би рекол, тоа се невидени ситуации, не можем другчие да ги објаснам. Гледам 2 дена реакциите на целата јавност и не само на стручната. Таму подпредседателот на судскиот совет ја смени председателката на судскиот совет, се разбира без никаква процедура и така натаму. Од друга страна, советот на јавни обвинители, значи ова се двете врвни организации судско-обвинителски кои што би требало да придонесуваат за засилување на интегритетот и угледот на судството, правосудниот систем, ја дадоа Ленче Ристовска, обвинителката на просудба на етичкиот совет, бидејќи таа пред некој ден изјави негдека на некој меѓународен собир дека македонското обвинителство, ајде сега да интерпретирам, да парафразирам, дека луѓето кои што седат во обвинителствата се под разни притисоци и разни, како да кажем, клиентелистички шеми, заради тоа обвинителскиот совет, кој што инаку не може да ја казнува, максимум што може е ова што го прави, да ја даде на етичкиот совет за оценка на нејзината изјава, па таа да сноси некакви последици. Речи се сум сигурен дека ако етичкиот совет ја осуди изјавата на Ленче Ристовска, дека тогаш обвинителскиот совет ќе преземе тоа што му е во надлежноста, тоа значи и некакви санкции и така натаму. Така што тоа не знам дали беше тука кога се објави, кога протече писмото на американската амбасадорка за состојбите во судството.
Па тој ден заминав, Сашо, и тоа дали го говоревме во минатото издание на подкастот. Види, да, апсолутно, ова е, да, нема надеж. Тоа е толку контаминирана една средина да просто јас мислам дека таму е душиот проблем прво интегритетот на самите луѓе. Тоа просто не може, јас имам впечаток дека тоа не може да функционира без политичка команда. Тоа просто тие луѓе чекаат некој да добијат наредба, дали од било кој, некој кој е газда. И тоа е најпоразителниот момент. И второ што мене прилично ме вака просто некогаш ме фрапира, како е можно никој од тие луѓе суди, дали оној кој на апелација го држеше предметот на Елков во фиока, дали вклучително и Црвенковска која претходно даде, односно претходната председателка на судскиот совет, актуелната, они не се појавуваат никаде во јавност, просто немаат никаква потреба да дадат отчет во јавноста или да се појават да кажат размислувања за состојби кои не само што ја вознемируваат домашната јавност, туку како што гледаш, стануваат и сериозна тема во нашите односи со стратешки партнер како што се Соединените Американски држави. Сега не знам колку би решиле тие нивни јавни настапи. Имаше овдека коментари дека писмото на американската амбасадорка е всушност мешање во внатрешните работи на Македонија, дека нашиве внатрешни работи се толку солидни што срам да е на амбасадорката што рекла така нешто. Кога им даваа пари, кога им даваа пари, они исто така ќе беше... Да, тоа не е мешање. Господо, ве молиме, ние не би сакале вашите пари да одиме на обуки ваму или таму, бидејќи сметаме дека вие не треба се мешате во нашите работи, да влијаете врз нашата обука или каде одиме да се обучуваме или што правиме или како го дигитализираме судството, тоа ние ќе си обезбедиме од нашиот буџет. Тоа е исто така на база на тоа можеш да кажеш на американската амбасада, се мешате во нашите работи. Но да потрошиш повеќе стотини милиони долари, па околу 600 милиони долари буџетски обврзници, а при тоа да глумиш лудило дека ти си, не знам, нешто многу држиш до својот интегритет кој никаде го нема патем да се види, е стварно непристојно би рекол. Добро, проблемот е сега Борјане што да се прави понатаму по Пладнево, додека си ти во Грција, алтернатива излезе партијата со еден предлог дека е можеби време да се направи странски протекторат врз македонското правосудство. Бидејќи ние нели малку бидејќи немаме капацитет сами да си ги решаваме проблемите, веднаш ги повикуваме странците на помош, а не е лошо да се знае дека ова Весна Дамева која што беше председател на Советот и всушност таа се уште е, бидејќи не успеа да изгласаат, денеска има еден неуспешен состанок, после празникот 1 мај ќе се состануваат повторно да евентуално ја менуваат, кој знае што ќе биде со целата таа иницијатива. Таа е инаку по предлог на Пендаровски, таков е законот за судскиот совет таму, а пак човеков овој Селим Адеми, мислам дека се вика, он е овој заменикот на изин судија, тој е по предлог на собранието. Значи, сакам да ти кажам, не е само ова доведување во прашање на интегритетот и угледот на самото правосудство, туку всушност на сите државни институции. Сега е прашањето што понатаму, Боријан. Имаш ли ти некаква идеја на таа тема? Не, стварно немам. Зашто мислам, види, јас мислам дека сме во една ситуација која е стварно шах мат, зашто бидејќи или се чека политичка команда, или се чека команда од некој кој ви е казна, некој олигарх, но очигледно е дека јас, без разлика, не знам, Павлина или Црвенковска или не знам, Салиу или кој, просто станува ирелевантно за целата приказка. Мислам дека проблемот е што огромното мнозинство таму, јас сум фрапиран, просто бидејќи не се работи тоа за еден или двајца, тројца. Мислам дека еден цел систем на една произведена култура на зависност од моќници.
и тука јас не знам како при тоа во меѓувреме се сменија сите закони во последните години, каде што тие тела се направија, барем што се однесува до законските норми, потполно независни. И сега нема, освен политиката, освен што може да дава изјави, да кажува ставови, и од ова што гледам, мислам, помалку или повеќе сите се критични кон ова што се случува. Се разбира дека опозицијата е многу погласна, бидејќи таа може да се дозволи да обвини власта за се, па и за ова што се случува во правосудниот систем, но и власта критикува како тоа се одвива. Пендаровски денеска имаше онака малку воздржана, ама критичка изјава дека е тоа неприфатливо и така натаму. Сакам да кажам, сега по закон ти не можеш да им се мешаш во работата. И не знам што треба да се случи сега. Треба белки падобранци да упаднат на некој од тие седиците и да... Кратко да ти кажам сега, во 2006 некаде година, ми се чина, 2005 правев една потажа во Бугарија околу искуствата од нивната судска реформа во тоа време кога они се спремаа, нели, кога беа во таа критична фаза пред членство во Европската унија. И многумина тогаш ми рекоа, ние бевме тогаш, ако се сеќаваш на владата на Бучковски, ги правеше овие реформи каде што судството се ослободува практично само себе си, се бира избори, нели, не повеќе во парламентот да се бираат судиите и целата таа приказна околу независноста, што во принцип е сосема во ред, сосема исправно. И ние бевме го фатиле тој пат, а бугарите веќе беа навлезени во тоа. И неколкумина вака експерти, познавачи на материјата ми рекоа дека ми зборуваа за тоа како Бугарија има проблем, бидејќи практично судството се одметнало. Нема кој да го контролира. И го поменува и тоа го памта вака, секогаш ми се враќа тоа посеќавање. Предупредува, немојте тоа да го правите во Македонија, ќе ви се удри од глава. И мислам дека буквално тоа сега се случува. А види ги бугарите кои поради тој систем до ден денеска не може да се одмотаат, се замотани во тоа клопке, поради што Европската унија цело време, како што знаеш, им се заканува и со кратење на фондови и така натаму. Види, постојат во светот и други системи за избор на обвинители, па и на суди. Тие системи понекогаш подразбираат да ги бираат граѓаните, одат на изборни листи, а не сум сигурен колку тоа не е исто така политизација, бидејќи па тоа па сега значи дека треба да те предложат, системите се компликувани, ама секако ти настапуваш со одредени ставови и така натаму. Можеби е тоа решењето, клучните десетина луѓе во правосудниот систем да бидат бирани на општи избори со мандат што им го даваат сите граѓани. Тоа е многу висок мандат, ама потоа ако тоа се злоупотреби, а кај нас нема гаранции дека нема да се злоупотреби, тоа е исто еден проблем. Во суштина, ние сме навистина се вртиме во еден, што би рекле французите, кул де сак, во еден слеп колосек, во една слепа улица, се вртиме околу кружниот тек, овој кружен тек што спомнам само Данела уште го прави, не мрда, веќе година и пол и две ќе направиме таму кај Хубо маркет и пред Тојота. Поздрав до госпоѓа Данела, а ќе спомнеме и неа, бидејќи нели како што е познато, таа пред 2-3 дена беше да се братими со градоначалникот на Бања Лука, бидејќи Бања Лука е една вака и политички урбан пример кој треба да го следиме ние овдека, особено оваа Данела која што нели има префинати политички чувства за бирање момент и за бирање страни во тоа со кого се братими. Гледавме таму фотографии, гледавме добри забави и така натаму. Така што сакам да ти кажам, Боријан, на крајот не сум сигурен што може би е време за некаква воредна управа, може би е време на вистина за некакви воредни мерки, со ограничен период, не знам, 5 години, 10 години, некако систем, што со те во тоа да сите седнат и го заедно го договорат тоа. Тоа е проблемот кај нас. Ми се чини дека, сите заедно, прво треба политички консензус да се постигне дека сите сакаат да го решаваат судството, и второ ми се чини дека сепак онај идеја за ветингот, кога првично као ја Европската унија не ја прифати, па затоа нашите се откажа, мислам дека тоа треба да се спроведе. Па точно и да удриме на дното, како што ми се случи на Албанија, кога има еден проблем на дефицит на судиите, дека се најдат нови и така натаму, но Албанија вака така тој процес
го преброди и мислам дека дојде до некоја фаза во позитивна нула. И ние мислам дека само изгубивме време и дека треба да се оди на тоа, но ми се чини дека е клучен политичкиот консензус. И тука мислам дека треба да се престане околу тоа, но се плашам дека до тоа тешко ќе дојде, имајќи во предните следно може да го зборуваме се 27 април случувањата, што укажува на стварно една тешка дијагноза политичка. Тоа е инаку и следната тема. Следната тема е што денеска додека разговараме 27, ова ќе се обмитува на 28 април, а е некако во одлична врска, па и во врска со правосудството се разбира, со наја исто така неверојатна иницијатива која што помина на градскиот совет на Битола, со кој што градскиот совет на Битола, мене и сега не ми е јасно дали за таа одлука имало мнозинство, немало мнозинство, кој гласал, кој обезбедувал со присуство кворуми, кој ја напуштил седницата, да им се дадат по 10.000 дедени на осудените од 27 април. Се разбира дека таму тие тоа што го предлагаат велат на неправедно осудените, бидејќи тие само вегоа да го запалат собранието и да утепаат 5-6 души, така што нема што тука сега да биде тоа праведно и така натаму, и да им дадат 10.000 дедени на семејствата, бидејќи било во тешки ситуации. Види, прво ми се тоа се разбира на иницијатива на ВМРО ДПМН и тебе ти е се јасно на каде оди целата работа, дури за оваа расправа за евентуални судски реформи. Тоа се истите, апсолутно истите критериуми, истите луѓе, истите вредности системи, што ако се случи да дојдат на власт идната година со новите избори, тоа ќе биде апсолутно реплицирање на истите ќорсокаци во кои што едва излеговме, а не сум сигурен ни дали и сега сме баш излезени сосема. Тоа загрижува кога вела политички консензус. Ти сега ВМРО е во позиција што треба они да кога се прави, например, кога би се правил ветинг или некаква селекција на тој контаминиран судски кадар, они очекуваат некој кој ќе се јави и кој ќе рече да, ќе го ќе го поништиме судскиот процес од 27 април. Мислам, тоа е просто неверојатно. Ние прво ако не прифатиме како општество со консензус дека 27 април беше напад на демократијата, не зборуваме ние на оваа партија, на онаа партија на парламентот, него класичен напад на демократијата, нешто што и се случи прочеми на Соединетите Американски држави. Та види, може ние да навлегуваме околу тоа дали тоа дело на вистина можеше да биде квалификувано како тероризам или не. И тука јас лично, например, имам дилеми, но и тогаш имаше обвинителство кое за да удоволи на новите власти одиме со дело тероризам. Ја, например, лично не сум сигурен дека тоа дело може во кривично да се категоризира како тероризам, но дека тоа дело е казниво дело, дека тоа дело е повреда на елементарните демократски вредности, дека тоа дело мора да се забележи како такво и никогаш да не се повтори. Дека ВМРО ДПМН како партија која претендира да се врати на власт мора да се извини дека на индиректен или директен начин учествувала во тоа, за да можеме да имаме некаква нормални очекувања дека без разлика на идеологијата ние сепак внимаваме на демократските вредности. Конечно, токму тие демократски вредности ќе му овозможат на ВМРО ДПМН да се појави на демократски избори и евентуално да освои власт. Борене, те слушам и ти се чудам на паметот, бидејќи ти повикуваш на тоа дека некој треба да се извини од ВМРО, а тие што туку одат со иницијатива не да се извинат, туку да го поништат делото, додека дојдат на власт и официјално ќе го направат. Види, проблемот со тоа дали било тероризам, не било тероризам, за тоа се водеа дебати, ти имаш ставови, јас имам свој ставови и така натаму. Проблемот е што не се отиде догоре во организацијата на целата структура. На крајот одговара со право овие што таму крша глави и тепа. На крајот мислам дека пази, шефот на тајната служба или неколку од нив се во игра. На крај се констатираше дека колите со оружје се делило оружје околу собранието. На крај уште стои, како да ти кажам, виси во воздух, па тоа како можем се направи за да дојде до погасна транзиција, која беше улогата на тогашниот неговиот прочуен председател на државата, кој што има силни
индикации и тенденции дека беше подготвен или го подготвиле да прогласува и некои други состојби во државата, кај нас е сето тоа на полпат. И кога пресудуваат, и кога не пресудуваат, се е тоа, како да ти кажем, еден, ајде сега да употребам еден трчимочен стил, кој е на полпат. Но, ако ми дозволиш, тоа може да те навлечи на една друга мала проширување на темата. Зошто Битола? Зошто Битола? Види, кога ќе видиш ти Битола, погледај, таму се случуваат, Битола прво е Битола едно културно, па ако сакаш и политичко едно ендемско подрачје во Македонија. Од секогаш била заради близината со Грција, таму дувеле поинакви ветришта. Од друга страна, кога ќе видиш овие отварање на, не знам, бугарски клубови, палење на бугарски клубови, прогласување на Советот на давање помош за овие затворените за 27 април. Што се случува во таа Битола? Си отидоа ли, бидејќи Битола знае да биде и центар на либерални идеи во Македонија. Кај отидоа тие луѓе? И нема тоа што не постои во Битола. Битола е тоа што го гледаш таа одлука на Советот. Па широк сокак е резултат на граѓанство. Тоа се што сокак, тоа станува сокак. Тесен сокак станува, не е веќе широк сокак. Мислам, битолчани ќе ни се качат на глава за што го збориме, ама ако. И тоа дополнително, и пази Сашо, колку тоа уствари мина така на маргините на вестите целата таа приказка. Државни институции од буџет пари за луѓе кои се осудени правосилно. При тоа, ВМРО кој што велиме, вика, ова е политички монтиран процес. Во ниту еден извештај од било кои монитори кои се прават на постојано, дали Совет на Европа, дали Соединените американски држави, дали ЕУ, нема сомнеш околу тоа дали е тоа политички монтиран процес или не е политички монтиран процес. Нема, се сеќаваш, држава сериозна која не стана во тој на 28 април ден след настаните да го осуди тоа вака најексплицитно. И сега ние тука уште сме заглавени во таа темата. Дали тоа уствари било пут или не, па при тоа ќе ти речат да, народот беше револтиран затоа што државата му ја земаа државата со тиранската платформа, истата таа која утре ако дуи му понуди власт на ВМРО ДПМН ги рече, нема никаков Не утре, тој чекаше, Груевски чекаше зад завесата во кабинетот да дојде Аги Ахмети да му понуди глас, па тоа не се остари. Види, да ти кажам, единствен проблем на Груевски му беше околу ово со СЈО и со ова, не доаѓаше во предвид, не го интересираше тиранската платформа затоа што беше спремен да ја подпише он. Така е, да. Тоа е тоа, сега како ти кажам. При тоа, ако одиме понатаму, сети се само на улога на некои медиуми, некои новинари, Сашо, која сериозно, систематски го потикнуваа народот на тие случувања, на тие нереди. Како ти кажам, и сето тоа помина без, како ти кажам, ни да се забележи некаде. Чекай да ти додадам уште малку чемер, ако смеам и на овие што не слушаат. Минатара недела, тековнава недела, како се вика детето што го палеше овој пејачот, Ламбе се вика, како се вика? Ламбе излезе негде со некој интервју, па не би ме чудило да и на некој од националните телевизии, ама не сум сигурен да не ме фатиш во погрешно информирање. Со тоа да каже како бил он горд и како он се чувствува као херој што го палил клубот. Пази, отиде во 2-3-4 бајле, со маска на главата, со точаци кои што ги менуваше и бегаше од тоа да не го фатат. Турил една канта бензин го запалил и сега тој себе се доживува како херој. Абе, дечко, и ти на 20 на платне па запалил го клубот, па да видиме дали е тоа херојство и онда се криеше по дома и страгава траеше колку што траеше, дека не го открие и сега тој херој и сигурен сум дека со тие изјави собира, па не знам колку стотици, ако не илјадници лајка на овие социјални мрежи кои што живеат тие типови. Тоа ти е Битола. Тоа некако ќе побијаве пугарите, иритирали и така. Ама ова пак да се вратам на 27 април. Ние ако 27 април консензуално не прифатиме и не го забележиме во историјата, не само политичка декларација, зборувам да се забележи во историјата како датум на кој е нападната демократијата и среќа одбранета, ние нема перспектива за демократија. Просто за мене барем тоа така.
Не може поинаку да го видам. Види, нема да се случи тоа, Борјан, за што повикуваш, а и јас се разбира. Мислам дека не е само декларативно, мислам дека ово во битува вака како што поминува, сега ќе се јават и други општински совети, бидејќи како што знаеме, тоа е играта, има мнозинство во многу општински совети низ Македонија, мислам дека е тоа играта. Мислам дека на тој начин се додворуваат, бидејќи па и таа комуникација е валкана помеѓу овие што се затворени во Идризови и овие што уживаат во плодовите на опозиционерството и во парите кои што се уште со стотици милиони недостасуваат во Македонија, баш као овој во Будимпешта кој што ужива во сопственото гламурозно живење таму и така натаму. Или на пример на Даштевски кој откривме дека некој на Даштевски успари Даштевски најнаш има вила во Халкидики, мислам, и сега нормално дека имаше револт кај се семејствата што се затворени и тоа се префрла во една интерен конфликт во ВМРО ДПМН, кој раководството сега треба да го спиша на овој начин и да, после битова ќе следи Прилеп, ќе следи не знам кој уште, ги чекаме деновиве, ќе видиме како ќе иде. Па тоа ќе биде инаку изборната понуда, мислам дека тоа ќе биде еден од аргументите што ќе ги нуди опозицијата за да се врати на власт и право да ти кажем со оглед на атмосферата во политичката атмосфера во држава, мислам дека тоа ќе биде силен адут. Мислам дека тоа навистина ќе привлече многу луѓе, бидејќи знаеш како кога ќе видиш состојбата на духот и политичката свест во државава, тоа е таман од прилика на тоа ниво да каже дека овие што го нападнаа и се обидоа да го запалат и да ги убијат таму. Мислам, ние имавме голема среќа што не дојде до тоа, инаку тие направија се што може. Се исплаши оној, како се вика, не знам, тој што вечел пиштол, па пукал, не пукал, па се исплаши човекот. Бидејќи добро, нормално, не е лесно да се убие некој. Меѓутоа, во суштина, тоа ќе биде еден од изборните адути. Па ти види сега што не чека со бугарски договор, што не чека со преспански договор, што не чека со коалиција со не знам кој. Ете, тоа ќе бидат темите вака прилично сигурно и за идната година на нашиве подкасти, Борјан. Та што се однесува до мене, немам што да додадам, мислам, јасно ние име. Мене ми е многу жал само што нема јавност, да речеме, која исто така знае да препознае што значи напад на демократија и дека тоа е нешто што е сепак драматичен настан во историјата на било кој народ или било кој општество. Испаѓа дека луѓето, како кажам, па добро, па сега влегува, па сега можеби стварно е политички мотивиран. И тука мислам дека се затвора и можност за дебата околу тоа прашање. Борјан, да завршиме, да те прашам, да те вратам на слично иста различна тема. Прво, Грција во изборите си на Халки. Има ли таму некаква политичка атмосфера која сликува некакво подготвување за гласање и така натаму? Ја и не знам на која страна Халки гласа. Тоа е остров мал, претпоставам дека сите гласаат за едно од понудите. Па ви, тука началникот е неа демократија. И он со овој проект, со ова што го има направено, мислам, тука е неспорен, не го гледам, 3-4 пати во денот се пресетуваме низ Островчево, бидејќи станува збор за село, 15 минути, 20 минути го вртиш цело село, активен е постојано, нема во секоја таверна, во секој кафиче, колку што ги има, неколку 5-6, нема некоја повака значајна динамика од секој околу село. Тоа, но апсолутно Халки мислам дека не е релевантен за такво нешто, но по симпатиите кои ги има градоначалникот тука и популарноста негова, тука барем Халки, ако ме прашаш, ја можам да гарантирам дека 70% гласа неа демократија. Инаку да ти кажам и со тоа, реди да завршиме, пред неколку дена во Солун упаднале од Златна зора 5-7 души маскирани и така натаму и ги симнале сликите на Сергеј Андреевски, имаше таму во некоја галерија, имаше своја изложба. Денеска читам, има осуди од сите страни за тоа, Златна зора инаку, мислам и дека ја забранија меѓу време и така натаму, меѓутоа во Грција мислам, треба да бидеме свесни, тоа ќе биде и во Македонија и така, има навистина фашистички партии, има навистина реални анархисти, има реална левица, реална десница, реални конзервативци и така натаму, мислам,
Тоа е малку одраси на нивната демократија, но одраси на ова грдо лице на демократијата во која што и овој тип на радикални, сепак се тоа будали, мислам, ние ги знаеме, онака баш една одвратна политичка платформа, фашистичка во суштина. Фашистичка, пар екселанс, пак ќе се вратам на 27 април. Тоа што Грција е демократско општество и што Сириза и неа демократија без око да имаат консензус околу тоа дека насилството во политиката и тој тип на радикални изблици и демонстрации на било која идеологија дека се просто неприфатливи. И тоа тука завршува приказната. Ние може да се одните Сириза и демократија и демократија се шамараат на милион други теми, ама постојат црвени линии. Ние ги немаме црвените линии. Тоа ми е страшно. Јас мислам, Борјан, на оваа нота на црвените линии, да те препуштиме тебе во прегратките на градоначалникот на Халки. Ќе раскажеш овдека со кои дегустативни предизвици те пречекал таму на вечерата. Нема, просто е овде, Сашо. Слика нешто, слика да се пофалиме. Носат риба, носат школки, све. Тоа е тоа. Тежок живот. Ќе се мачите, ама сега тоа мора некој тоа да прави. Борјан, те чекаме во понеделник за да снимиме вторничкото издание следно на politikanti.mk. Од мене толку поздрав, Сашо Радански и мојот колега. Поздрав и од мене, Борјан Јоварски.